Граѓаните и компаниите од 1 август годинава при барање услуги од администрацијата нема да одат од шалтер на шалтер и да носат документи и докази, освен оние кои државата не ги поседува во својата евиденција. Тоа во нивно име ќе го прават административните службеници, кои по службена должност се обврзани да ги обезбедат документите во рок од 3 дена. Оваа новина е предвидена со новиот закон за општа управна постапка и усогласените со него 168 материјални закони од областите што уредуваат управни постапки и јавни услуги, што треба да стапат на сила за 1 месец. Според Министерката за информатичко општество и администрација Марта Арсовска-Томовска, од граѓаните и компаниите ќе се бараат само докази кои се од личен карактер, како што се лекарски потврди, договори за купопродажба, за закуп, градежни елаборати. Нема да се доставуваат потврди, уверенија, изводи, решенија, одлуки, лиценци, дозволи и одобренија кои во своите евиденции веќе ги поседуваат министерствата, државните органи, правните и физичките лица со јавни овластувања како и општините. Службеникот кој во рок од 3 дена во име на граѓаните или компаниите нема да ги побара или достави бараните докази, ќе биде казнет со глоба од 25 евра за секој предмет кој го работи. Со ваквиот начин на работа ќе се заштедат време и средства за граѓаните и компаниите кои ќе немаат обврска да одат од шалтер на шалтер и кои ќе плаќаат на една, а не на десетина уплатници за различни документи неопходни како докази во конкретна постапка, рече на пресконференција министерката Арсовска-Томовска. Наведувајќи пример, рече дека при постапка за добивање паричен додаток за помош на нега на друго лице ќе се дава на увид документ за докажување на идентитет, додека уверението за остварените годишни приходи ќе се набавува по службена должност од управата за јавни приходи, а медицинските потврди кои се добиваат од матичен лекар преку системот Мој термин, граѓанинот сам ќе ги приложува. Арсовска-Томовска апелира граѓаните и компаниите во иднина да не поднесуваат докази и податоци кои ги поседуваат јавните органи, освен ако самите не сакат да го направат тоа, односно да ги достават само документите кои не произлегуваат од службената евиденција на јавните органи. За секоја постапка ќе има пропишан образец на барање на која таксативно ќе бидат наведени документите кои треба и кои не треба да бидат приложени.